сакам уште еднаш да се осврнам и да потенцирам потребата што побрзо да биде направено дополнително испитување на водата за пиење во Берово. А оваа моја дискусија денешна е инициирана од вчерашната изјава, не знам дали сите вие видовте на Алфа телевизија на Вести извештајот за загаденоста на водата во Беровско езеро. Испитувањето е правено на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, мислам дека беше, и таму е констатирано дека имаше и Задојранско езеро и не знам за уште едно езеро во Македонија. Значи на скалата од 1 до 5 констатирано дека загаденоста е на ниво 4. Констатирано е присуство на фосфор, на фекалии, не знам што се друго е констатирано во водата од Беровското езеро. Од тука потребата неминовно се наметнува, значи што побрже да се направи дополнително испитување во наша акредитирана лабораторија, во странска лабораторија, да можеме да ги споредиме резултатите од Институтот за јавно здравје во Кочани. На комисијата, кога бевме директорот на ЈПКР услуга, кажа дека пред некое време се правени испитувања исто и во некоја лабораторија и институт во Охрид. Но тие резултати ги немаме видено. Директорот кажа доколку ги побараме, доколку има потреба, ќе ни бидат доставени да ги разгледаме. Од претходниот советнички мандат ми е кажано дека неколку пати се барани во текот на 4-годишниот мандат овие резултати, не се никогаш доставени. Тоа ни дава за право да се сомневаме дека или нешто се прикрива, или не знам што е работата. Дајте еднаш за секогаш да ги добиеме тие резултати од повеќе институции, лаборатории и да расчистиме со тоа каков е квалитетот на водата за пиење за нашите граѓани во нашата општина. Затоа што мислам дека тоа е едно од најбитните и приоритетни прашања. Се друго е небитно, и финансиски извештаи и програми, ако водата за пиење не е со квалитет како што е потребно. Јас сепак верувам во наши институции дека резултатите кои што се добиваат од тие заводи за испитување се точни, затоа што никој не смее никој да дозволи да пушта некакви погрешни резултати со кои би ние би го лажеле населението дека ете имаме здрава вода за пиење, а уствари немам. Значи, јас сакам кај граѓаните да се врати таа доверба во институциите, тоа се акредитирани лаборатории и анализи, да ја поддржувам идејата да се направи споредба со некоја анализа од некоја друга лабораторија, за да се судрати, да се потврди тоа што ние го добиваме од Републичкиот завод за јавно здравје Кочани. Проблемот со оваквите акумулации на застоени води не е од сега. Значи, има начини и за нивно менаџирање. Секако тоа ќе се подигне на повисоко ниво. Само ние знаеме дека отварано е прашањето за друг начин на извор на вода за пиење и во моментот општина Берово и години наназад нема друго решение. Значи, езерото, Вештачкото езеро е нашиот живот, така да и како граѓани сме должни да го чуваме. И покрај тоа што околу него веќе ни се развива таа туристичка населба на Беровско езеро, од друга страна пак и туризмот ни е стратешка гранка, но сепак ако тоа се стави во рамките на законот и се канализира како што треба, јас мислам дека секоја институција, секој еден граѓанин, че почнам од рибари па натаму, значи не треба да се иземе во делот на зачувување на наша акумулација, што значи наш живот, односно вода за пиење за сите населби во општина Берово.